Гледате интервју на Макфакс. На мојот соговорник професија му е небото, а телескопите најверни пријатели. Разговарам со Радан Митровик од Скопското астрономско друштво. Добре дојдовте во Макфакс. Добре, не. Поздрав гледачите. Повод за вашето гостување е изложбата која што ќе биде отворена во домот на Арама од 7 до 16 декември, 20 години низ објективот на Скопското астрономско друштво. Што ќе може да видат граѓаните на изложбата? Тоа се астрофотографија, значи во главно се сликите од небо, има малце изенjeni фотографии, ама со астрономскиот објекти, некои што се онака чисто и од научен, меѓутоа пред се од естетски тип фотографии. Мора да се пофалам дека во последните неколку години, последните 5-6 години рапидно напредувавме, со оглед на тоа што малце и се подобривме со опрема, сето тоа донесе да ваков добар резултат. И пошто оваа година, фашки на 10 декември ни е 20-ти роден ден на Скопско астрономско друштво, мислевме дека една ваква пригодна изложба би била добра да се прослави и роден ден, да се обележи цел тој јубилеј. И мора одма да се заблагодарам дека Министерството за култура ни помогна при организирање на овој изложба во финансиски дел и како просторни овозможи Министерство за одбрана со оваа прилика ги поздравувам. Што од небесните тела може да се види на тие астрофотографии? Скоро се. Добро. Почнувајќи од наши најближна сосед месечина, сонце, и онда идеме галактички работи, значи маглини, небули разни такви работи, до галаксии. Значи идеме до најдлабоките тела, до најдлабока вселена, тоа се галаксиите. Колку фотографии ќе бидат изложени? 35 преубави фотографии. Мора да признам зашто кажам преубави, може да секој човек си го фали себе. Да, тоа е една субјективна, да. Да, магарето меѓутоа знаете што, знаете кој ќе знаете, мислите дека може да фрлите камен 30 метри и онда фрлите камен 100 метри. И онда вау, како може да го направиме ова? Мислам дека мене тоа ми се случи оваа година. Правев фотографии кога излезе дека тоа што резултатот кои сите почнавме да се држиме за глава, како дали ние стварно можеме. Мислам дека сме веќе споредливи со, да кажеме, ајде и светските астрофотографи. Едино нас што ни фали е пошто ние имаме добра опрема, меѓутоа проблем кај нас е што време на сликање не е кратко, затоа што ние немаме обсерваторија кај што може да ги ставиме телескопи или како што веќе сега прават по узнапредени астрофотографи, кои што пример се ми компјутеризирано, чак и не ни одат по планини да се мрзнат, они се тоа имат како се како дигитално, да. Куполи сам седи у соба, отвара купола и слика. Имам пример еден објект има вкупно време на сликање преку можда 50 или 100 сати. Додека наши фотографии се со десетина, максимум 15 сати, да кажеме, фотографии. И тоа се одразува на длабочината на полето. Пример, вие гледате некоја си маглина, пример, кај тие фотографии вие гледате облак, кај нас веќе гледа, на англиски се вика, мислам, висп или така нешто како измаглица. То би треба за такво нешто да фотографирате, ви треба сати и сати. Ние што заради работа, што заради временски услови, што не е баш пријатно, например, поготово сега во зимски услови да седите у ноќ на -5 или на -10 степени надвор. Тоа придонесува кон тоа да ние имаме потенки, да кажеме, фотографии. Меѓутоа, стварно фотографии се исклучително. Ви кажав, мене лично ми изненади. Стварно се многу добро фотографии. Добро што вака уверливо настапувате, веројатно се навистина добри, претпоставувам дека се работени со многу ентузијазам, желба и енергија, така што ако нешто може да се види во таа фотографија, тоа е ентузијазам. Добро, стручно око ќе види дека тука позади таа фотографија стои и опрема. Меѓутоа стварно може да се види еден голем ентузијазам, затоа што било кој да погледне таква фотографија, било кој да отвори било кој сајт на интернет да погледа што сликат на странски фотографии. Ние не сме да кажеме, ајде да кажеме, они први 5, ама тука сме близко. Добро. Може ли накратко да ни опишете како изгледа процесот на изработка на една астрофотографија во кратки црти? Тоа е сизифовски посол, да ви кажам. Пример, сега обично астрономите се делат на две групи. Они што наблюдувачи, они што само имаат телескоп, седнат и наблюдуваат, и астрофотографи. Овие што наблюдуваат, тоа се стварно рад, луѓе се имаат телескоп, спуштат и гледат и уживаат. Овие што фотографираат, тоа е буквално сизифовска работа. Треба да отворите телескоп, тој телескоп мора толку прецизно да се наштелува, затоа што можете да замислите, он треба, пример, цела вечер да прати една звезда во еден пиксел. Додуше сето тоа имате вие помош, не дека тоа го правите рачно, меѓутоа целиот тој сетинг трае може понекогаш и со сати да трае за да го направите онака како што треба, за да можете целиот телескоп како што се движи ноќта, како што се движи небото, да прати цела звезда во еден пиксел.
Тоа баш не е лесна работа и за тоа треба баш и знаење и упорност да се направи, понекогаш има денови или ноќи боле речено кога техниката не е баш user-friendly, не ќе да се работува со вас, па малце знае да крахира или системот, или некој камера, или лаптоп, или лево десно. Така да има доста така непријатни моменти. Меѓутоа, сето тоа е наградено на крај. Значи, за разлика од овие што набљудуваат, они имат инстант награда, значи он зема телескоп, јас можам да признам исто, сасен набљудувач. Јас кој ќе седнем гледам рецимо галаксија или некоја планетарна глина, окей, се тоа убаво, ама го доживувате оној момент кога се тоа случува. Меѓутоа кој ќе правите астрофотографија, ви работите цела ноќ. Значи понекогаш дојдете онака умор и си мислите сега ќе си легнете и ќе одмарате. И токму тогаш? Да, и нема шанси. Обично прва работа што ќе станете, ќе ги спуштите фотографии на компјутер и почнува тој процесинг кој знае да трае со сати и само забравате на умор и чекате оној момент кој ќе ви се отвори фотографијата, барем не она права фотографија, не може да кажем полупроцесна фотографија. Значи оној момент кога вие добивате тек нешто што е во зачеток. И тек, али вие веќе почнува да расте адреналин и се оној момент кој ќе добиете права фотографија, тогаш е онаа награда која оној визуалец или оној набљудувач го има инстантно. Али мора да признам, јас сум и повеќе себе сматрам повеќе за набљудувач, јас сум да кажеме свеж астрофотограф, затоа што помладиве ме натера да влезам во овој сизифовска работа. Меѓутоа, навистина е стварно наградувачки кој ќе после сати и сати сликање, отидете дома мртви уморни, поново седнете со сати и сати на компјутер да го сработите и вашето чедо фотографија кој ќе излезе има награда која подлежат ли фотографиите можеби потоа на некаква дополнителна обработка во смисла на светло, на боја или тоа? Све се доработува затоа што тие фотографии не се обични, пример, вие кои правите дневна фотографија, она што правиме со мобилни телефони, или па и овие што сликат со, да кажеме, ваши колеги новинари што сликат, тие сликат со, да кажеме, тие време траење на експозиција од неколку делови од секунда, 100 или 200. Замислите, ние сликаме една фотографија, ние пример најмала фотографија ние од 5 минути. Една. И onda такви фотографии од 5 минути сликаме на 30, 50, 100 ако можеме да... За да го добиете финалниот... Сите тие фотографии од 5 минути, пример 50 фотографии од 50 минути, вие компјутерски ги после сложувате во една фотографија и onda после почнува доработка да се мора, пошто тука имате разни шумови и така натаму кои мора да се остранат затоа што се непријатни за гледање. Ама тие не се никакви да кажеме вештачки работи кои се острануваат, едноставно при самата фотографија самите сензори се греат и тие термошумови мора да се отклонат. Сега ви кажам, за да имаме за да видиме како се прави фотографија, си мислам дека ќе требат емисија од неколку сати. Добро, ова беше сосема да. Важно во фотографија нема ништо што никаква информација што е лажна. Тоа е многу битно, на што многу внимаваме. Се е факт. Да, све, значи ако постои таму некоја маглина, онда е таа таму. Ако ние малце да обоиме условно речено со Photoshop, тоа не значи дека таа боја тука не е за да лаже, него баш напротив, за да ги истакне некој реалистична, да. Не, него да истакне некоја информација повеќе од некоја друга. Пример сега од како што е лансиран Хабл телескоп, сите се слушнали за него во Вселена, тој користи една палета, така наречена Хаблова палета од филтри кои што се поврзани со водород, со сулфур и со кислород. Сега, тие се накратко се рече СХО филтри. Тие не се таму ставени, тек така без везе. Значи, намерно се ставени за да тие елементите што се во маглините да се направат дистинкција каде се распоредени тие елементи и во која количество. Затоа и ние ги користиме тие, додуше ние ги користиме повише од естетски, Хабл ги користи и повише и за научни цели. Ке нас е углавном естетска природа, меѓутоа фотографии ви кажав, јако изгледат малце нереалистично, али се стварно преубави. Да го искористам вашето присуство, што е најново во светот на астрономијата? Слетавме нели на Марс, сега тоа се коментираше по социјалните мрежи, излегува првите фотографии. Слетување на Марс, некој ќе каже да, веќе видено, да, ама можем се податок дека скоро 50% од мисии на Марс се неуспешни. За среќа, од 2000 година на скоро сите се успешни америчките, европјаните не може баш да се пофалат со таква нешто. Малце имаат некакви си проблеми, се надевам дека другарчиња американци ќе ги поднаучат за такви работи. Има и мисии кои ги тек очекуваме, меѓутоа ова мисија сега што се случи е по мене доста добра за да се покаже концептот дека работи.
Нема за мене, за разлика од претходните кои што се Curiosity и овие роверите претходно, тие се шетаат по Марс. Ова е статична мисија. Ова ќе само да седне на едно место, ќе направи една сонда која ќе се обиде 5 метра да ја гурне во почвата на Марс, постави една сеизмограф и сега ќе каже што ни е нас битно какви се условно марсотреси, како што се кај нас земјотреси. Многу е битно заради тоа што пазите, научници и инженери работат за тоа како да го спуштат човек на Марс и да таму направат некакви идни населенија. Згради, било какви. Вие мора да знаете колку таму тресе и како тресе. Значи, вие исто така како што волде како ќе се прави зграда, нашиот ИЗИС, мислим дека се викаше институтот се измичка, нали? За таму ние знаеме дека Скопје, например, на доста трусно подручје, имавме пред неколку години доста такви ситуации кои не бе баш пријатни. Тоа исто ќе се случи на луѓе кои ќе дојдат на Марс. Не можат они да прават што сакат и како сакат, они мора да знаат тачно отприлike какви се тие се земјотреси, колку често се случуваат и на кој подрачје. И они ќе знаат, ќе се спуштиме таму и таму, можеме да направиме таква градба. Тоа сега, али мора сите тие подготовки ви треба кои ќе дојдат луѓе веќе да имаат све подготвено. Така да луѓето нема баш да им биде таму многу пријатно. Па нема да биде пријатно за тие луѓе, меѓутоа сите пионири што ги знаеме денеска во историја, што ни донеле нови светови, пазите, ние живееме во еден континент кој се вика Европа, кој во некаква си општа терминологија се вика Стар свет. Ние живееме, ама нови светови, како што се Америка, како што е Австралија, денеска ги имаме благодарејќи на некакви си пионири. Тие пионири ишле таму и немале баш идеален живот. Повеќе од 50%. Меѓутоа со текот на времето, да. Ама мора да се научиме да живееме и на другите места, како што се научиле на други континенти да живееме. Не таму тие пионери биле изедени од некакви си животни, биле убивани од не знам какви непознати бактерии, лево десно исто така ќе мораме да се научиме да живееме на нови светови како што е Марс. Кажете ми, од каде љубовта кон астрономијата сосема за крај? Не знам, тоа стварно, ја откако што знам за себе, поглед во небо е нешто што јас стално го кажувам поглед кон дома. Нешто што е смирувачко, нешто што ме исполнува и уште како мал се сеќавам, ми се чудеја баби дедо кој ќе отидов на село со столчето во село, во тоа што време не е толку електрифицирано, седев надвор со сати знаев да гледам небо, не знаејќи ни што гледам, ама знаев дека ми прие. Таа пасија се уште жива, како Па мислим дека се види. Се гледа, да. Добро, сосема на крајот да ги поканиме сите оние кои што сакаат да ги видат астрофотографиите, отворена изложбата од 7 месечини до 16. 7 до 16 декември, отворањето е на 7 декември во 20 часот во домот на АРМ. Ги поканувам сите кои сакаат да видат стварно исклучително добри фотографии. Тие што ќе сакат може на некому себедница ќе може да ги купат, така да не е никаков проблем да им излеземе пред, затоа што знаејќи од прошлите изложби што имавме исклучително добар интерес, многу луѓе сака да си имат за дома, така да по пристапни цени се не е проблем. Господин Митровиќ, ви благодарам за гостувањето. Благодарам што ми повикавте.